Долненските земјоделци во паника. Вчерашното ретко големо невреме, проследено со силен ветар од над 80 км на час, дожд и со град со големина на лешник, а од кои биле зафатени неколку населени места, зад себе оставило пустош. Најмногу врз Тутунскиот расад. Градот паѓаше околу 10 до 15 минути и ние бевне на нива во моментот, не можеме дома ништо да спасиме. Си дојдовме дома, кога видовме дека во него уште зрна големи има, големи беа зрната, и да не го попари, да не седовне вода, да го полеиме за да го подстопиме. Закош поминувавме со полесно, не тепало, се снаоѓавме, вака скроз насадење да не спречи годината не ни се десило. И пчениците седе наполу скршени, веќе синки овци да вршеле на таа стока. Стравот за екзистенцијата кај овие луѓе е уште поголем и заради тоа што кај нив се уште не биле исплатени ниту одштетувањата за невремето од пред 2 години. Се проценка направи и оваа страна беше отепана, од Долнени дојдоа декар и се си пишавне. Еве 2 години помина, штета не ни плати. Ја беше 80% и тогаш на нива. Градобитен збиравне, така се снаоѓавне. Оштетените земјоделци утринава ги посети техничкиот ресорен министер Цветан Трифуновски, кој упати јавна критика до власта за незиниот нов проект за сузбивање на градобијните облаци, вреден над 1 милион евра, кој според него се покажал како целосно неуспешен. Она што исто така дополнително ме загрижува дека во наредниот период во текот на летото, не дај Боже доколку имаме повторно вакви ситуации и во Прилепскиот и во било кој друг дел на Република Македонија, таа интервенција која што ја најавуваше владата на СДСМ министерот Трајан Димковски, повеќе од очигледно ќе биде неефикасна и нефункционална. Долненските тутунопроизводители кои индивидуално садат и по над 20 декари тутун, во моментов спасот го гледаат во купувањето расад од населените места кои вчера ги поштедило невремето.